Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на нашата. Се извинувам поради малото достојање, што поради фудбалот, што поради обврските на вечерашниот гостин. Имам чест и задоволство прв пат во студиото да го поздрав министерот за надворешни работи Никола Поповски. Добро вечер. Добро вечер, Јак. Добро дојдовте. Добре ме најдов. Интересна работа. Вие сте еден од ретките министри за надворешни работи што сум успеал да ги уловам, бидејќи очигледно дека прилично време поминувате на пат. Морам да признам. Дел од работа, нема бегање од тоа. Добро, дел, ако е тоа дел од работа, мене ме зачуди неколку работи во вашата биографија, бидејќи јас секојдневно го следам она што вие го правите, нели? Го следиме сите, нели? На вести сте биле ваму, сте биле таму. Неколку интересни работи кои малце ми дадо една поинаква слика за македонски политичар. Прво, вие сте млад, роден сте 1977 година, што е релативно млад. И сега, знаеш како викаат луѓе, пилиштар, детево, што е и кај е. Но вашата биографија малку, морам да кажам, ме остави збунет. Имате завршено, сте дипломиран економист, имате завршено, да читам ова на компјутерот точно, Универзитет во Ница, Софија, Антиполис, стипендијан на француската влада. Тој 2002, 2004 магистар по странски јазици и меѓународна трговија, Универзитет во Рен, Франција и Универзитет Свети Кирил Методиј, Македонија. Магистар по европски науки, европски економски студии, Колеж на Европа, Бриж во Белгија. Од 99 до 2000, тоа ви е во образование, а работите од 99 до 2001 во Кралско инженерство, Велика Британија, асистент на менаџер за квалитет. 2003-2004 државна управа на Руенско пристаниште, развоен одел за транспортна инфраструктура. Од 2001 до 2004 амбасада на Француска република во Република Македонија секретар. Потоа во што е ова? ДПФА Банк PLC Headquarters Ирска менаџер за односи со институционални клиенти и така натаму Европска комисија за заеднички истражувачки центар, раководител на експертска група и на крај мисија на Република Македонија при Европската унија, амбасадор, шеф на мисија. Чекај, пред да кажете нешто разговаравме, пред да го прочитам ја ова, приватно разговаравме, ми рековте една реченица која не ви ја земав здраво за готово, бидејќи прв пат ве сретнувам во живот. Тоа дека од 15 години сте излегле од дома. Да, ова мене најинтересно ми беше забелешка за пилиштарците. Морам да кажам дека многу често се среќавам со таква констатација. Например, не е вообичаено да имате министар за надворешни работи во голем дел од земји од светот, да не речам, кој е 34 години. Најчесто се среќавам со луѓе кои се од генерација на мои родители. Дупло постари. И тоа вака генерално кога си го дискутираме со нив, доаѓа како забелешка, но мислам дека најчесто наидува на многу позитивно видување. Пошто во најголем дел од европските земји кругот е релативно затворен. Многу е тешко како млад да се пробиете и да дојдете до некоја позиција. Има исклучоци. Еден исклучок е пример Естонија. Во Естонија на времето кога ја добија независноста од Советскиот сојуз, имаше влада во која премиер бил 28 годишен човек, министрите биле отприлика во таа возраст. Денес такви критериуми поретко се среќаваат, но сепак се среќаваат. Морам да ти кажам дека најчесто прва забелешка на луѓето е младоста. Добро, бидејќи се очекува во ова работа да имаш некое искуство и некоја километража за себе. Но вие сте министер, а сепак ова што го прочитав е наназад 10-12 години од образованието и така натаму. Ја пак се враќам на реченицата. Вие сериозно ли ми кажавте кога ми рековте сега пред да почне емисијата дека од 15 години вие патот под нозе го имате? Така е. Која идеја може еден тинеџер на 15 години да иде? Ме интересира лично за вас. Имаме време да поразговараме за општите работи. Прво излегување од Македонија беше врзано со тоа што мајка ми докторираше во Франција. Брат ми е 7 години помал од мене, 20 имавме можност да одиме со неа. Тука тоа беше одскочната даска. И беше прашање на избор. Значи отидов во Франција без да знам француски.
на тинејџерска возраст, буквално на 14 години, многу малку работи ти се јасни во животот, што сакаш да правиш и како се гледаш во иднина. И прв предизвик ми беше тоа што после 4-5 месеци дојде септември и требаше да почнам училиште. Изборот беше многу едноставен, да си терам во некое училиште за странци на англиски, кај што сигурно ќе се снајдев, веќе подолго време сум го учел јазикот, или да ме пуштат по вода, што ви рекле, и да одам во државно училиште во Франција. Ова второ го избрав. Значи не полесниот, него потешкиот пат, со голем ризик. Уште се сеќавам, значи, прва работа кога дојдов таму ми дадоа 3 тестови да полагам: англиски, математика и француски. Математика од секогаш ми било многу јака страна. Да? Да. Од секогаш ми била она што сум го Исто и сакал мене. поеќе. Исто и мене. Затоа сум новинар денес овде. Ме влечала, не сум. И мене исто. Не може се. Англиски добро си го учев најнормално, француски не знаев. И француски првиот пат кога се судрив имав многу слаби резултати. Не можев да знам. Ке се мисија Никола? Баш така, од прилика. Ама мислам дека најправилна одлука ми беше токму таа. Да се решам да одам на тој пат, да се фатам во костец со ризик дека може да изгубам година, што е најнормална работа во такви услови, или да се инвестирам максимално и да направам нешто што до тоа што сум го рачунал како невозможно. Чекај, и ти вака размислиш како тине... Чекај, ја имам тинејџер и се разбра. Ти како тинејџер вака си контал или отпосле тие сега малце од перспектива гледаш дека твоите одлуки биле правилни, а во тој момент биле, не знам, инстинктивни да речеме. Тогаш многу ми беа врзани за локација и за можности. Значи не сум навикнат да одам по линија на помал отпор. Фактот што во тој момент изборот беше терај ова, знаеш дека те влече планинарството? Да, многу. Готово, све ми е јасно. Ништо повеќе не треба да ми кажеш. Све ми е јасно, затоа што јас сум на пример по рамници сакам да идам, знаеш. Пентарење само ако Господ ме викне, па може да се пентарам, ама го разбирам овој порив затоа што ја имам тинеџер кој вика морам да се качам затоа што ја гледам, вика. Пред мене, викам ќе ја заобиколиме, викам пак ќе стигнем. Не, вика поинтересно е вака. Не. Така да прашање на предизвик. И значи точен е фактот дека францускиот го знаете како мајчин јазик и дека течно го говорите и дека во Брисел едноставно при комуникација благопријатно се изненадени со вас. Па подолго време сум мислам дека сум таму, така од денешен аспект е сосем нормално. Не било нормално во таа фаза, на пример, да сметам дека ќе го научам јазикот. Ама во многу случаи тоа многу помага. Ако ве примат како човек со кој разговараат на иста бранова должина, многу полесно ги примаат и пораките. А тоа е особено важно за нас, за релативно мала земја, во релативно проблематичен регион, кај што нема да се здробат од секирање за тоа што се случува и кои ни се нашите маки. Но завршувате во Ница како стипендијант на француската влада? Да, тоа ми беше капиталот од средно. Конкурирав потоа за продолжување на факултет и добив стипендија. Стипендијата беше, значи во тоа време француската влада даваше 10 стипендии за студенти од цел свет. Генерално им беше јазикот и генерално им беше дистрибуцијата, некоја географска дистрибуција да обезбедат. Се сеќавам, значи... Па се поклопи. Да. Дека си црнец, од Африка, се шегувам, имаше еден таков филм. И се запознав во таа прилика прв пат, значи исто со мене беше стипендијант кој беше на постдипломски рус од Сен Петерсбург. Така. Кој студираше физика. И отиде, значи, на магистериум во програмата во која одев и јас во тој период. Сватив дека идејата им била да имаат најразличен профил на луѓе и луѓе за кои сметаат дека може да успеат во тоа што го трукаат. Но не ми е јасно. Кога учевте, а кога работевте во кралското инженерство во Велика Британија како асистент на менаџер за квалитет? Значи, додека не станав амбасадор на Македонија во ЕУ, во Брисел, претходно цел период и
работам и учам паралелно. Тоа сум го правил константно. Како учевте, се образувавте и нели магистриравте странски јазици во Рем во Франција, а работевте во Велика Британија, во кралското инженерство. Да. Во тоа време претходно работев тука. Значи за со британците Не ми е работев. јасно. Чекај, не си, ама стварно не ми е јасно. Не можам. Изгледа треба поголема приказна, се заглај во вашата приказна, господин министре, ама се обидов слика да добијам, бидејќи многу едноставно ми беше со претходните министри, на пример, ова е блиска, не знам, Илинка е блиска до тој и она е министерка. Зашто и како? Не се поставува прашање. Веруваш тоа на авторитетот, затоа што шефот кажал. Овде кај имам сега прв пат прилика малце да разговарам и за бекграундот. Да. Константно, значи, и сум учел, и сум студирал. После, од Франција, во периодот, со мојата сопруга се запознав во последна година од гимназија, она беше. Каде се запознав? Таму? Во Македонија. Во Македонија. Да, во Македонија. Кога беше во Македонија да се запознаете со сопруга? Не ме прашај. Добро. Едноставно е, све има објаснување. Добро едноставно. Значи со неа сум буквално од 4-та година гимназија. Стварно, гимназиска љубов. Гимназиска љубов. Браво. Ај сега, чекај сега, 10 муаве. Функционира ли? Функционира. Па докаде дека сме во брак сме од 2007, значи 5 години, а заедно сме 15 години, 16 години. Имате дете? Имаме дете, да. Верни сте еден на друг? Да. Уште сте сакате? Да, дефинитивно. Сакам ова, не се сомневам туку, сакам гласно да се каже затоа што многу млади не веруваат во оваква моногамија. Дека, добро, окей, баш ми е драго. Баш ми е драго. Може да верувате во една или во друга работа, но она што најбитно е што ја прави среќен. Да, одма се сте ми стигна од еден другар порака, вика, во ново верувам во ова што го збори, човеков не бе. Знаете што, може било што да се прикрие, не може да се прикрие дали е човек среќен или не е среќен. Не, добро. Несреќен човек може да го познаеш по чашката. Од километри. Така да, мислам дека таа работа е многу едноставна. Многу едноставна. Позитивна личност е, нема што, ми е драго што и лично се уверувам во тоа, инстинктите не ме лажат кога го гледам на тоа, иако користите висок дипломатски речник и многу не дозволувате емоциите да ве надвладаат. Па сепак една човечност може да се примети. Не сакав пиар да ви правам, не е ни потребен, имаме многу прашања, но врзани за денешницата, но морам да ве прашам, да објаснете ми таа релација со овој, што значи ова кралско инженерство на Велика Британија, асистент менеджер за квалитет. И вашата сопруга релацијата, да искажете, веќе ме заинтересира приказнава. Уште претходно од гимназија, значи се знаевме со неа. Во моментот додека студирав во Франција, ние бевме во релација, ни беше јасно дека или едниот треба да оди таму или другиот ваму. А она беше таму? Јас дојдов тука. Не, она беше тука. Она беше тука. Јас дојдов тука. Добро. Во тоа беше периодот кога беше интервенцијата во Косово. Британците беа тука, имаше повеќе приватни фирми кои работеа на договори на градба на бази нивни, изградба на патиштата, инфраструктурата. Во тој период бараа повеќе луѓе кои зборуваат и јазик исто така. Така да јас се уклопив во тој период, дојдов тука, го продолжив факултетот. Во меѓувреме се вработив во француската амбасада. Факултетот цело време си го терав, продолжив и со магистериум. Кога го завршив тоа, факултет и работа. Одат трите работи. Кога завршив тоа, имав можности во меѓувреме и доста патував. Значи доста патував во рамки на магистериумот, исто така обезбедив да имам престои во Рен. Многу во Руан работев во пристаништето. Што работевте во пристаништето во Руан? Сега ќе кажам. Значи главна работа што ја разработував тогаш е следнаа. Руан е пристаниште на 120 км на север од Париз, главен град на Нормандија. Уи. Баш така. Кај што се истоваривме на времето. Така, најголемо пристаниште за житарици во свет. Покрај тоа
е и најголемо пристаниште кое го користи француска автомобилска индустрија за испраќање на делови секаде кај што гледав кога Airbusот у делови го испраќа преку истото на документарец овде пуштен. Да, таму прават. Значи, јас дојдов таму со една цел, да направам, да искористам, односно да им пружам можност да искористат европски фондови кои во тоа време се дава за пренасочување на сообраќај од патен на морски. Европска унија троши ненормална сума на пари за да го направи тоа. Прво, затоа што се преоптеретени патиштата во Европа. Кој фатил со кола да шета на север малку го констатирал тоа. Второ, загадување, ненормално. Трето, безбедност. Поради овие причини даваат многу субвенции, особено во тој период, за да се пренасочи дел од транспортот преку море. Јас во Руан дојдов со идеја дека можно е да искористиме дел од тие фондови да се насочат кон пристаништето и да се направи поддоходовен транспортот на делови за коливе Рено кои ги склапаат во Турција преку море, а не преку камиони. Тоа ми беше дел од магистериумот, кој исклучително го вреднува. Да. Економските студии. Да. А што правевте во Ирска? Во ДЕПФА банката PLC, headquarters. Така, значи... Што и да значи, бидејќи објаснете ми го ДЕПФА е Deutsche Pfandbrief банк. Значи на Deutsche Bank, делот кој се занимавал со државни инвестиции и кој датира вака историски од некој период таму после Прва светска војна, е специализиран со институционални клиенти. Што значи институционални клиенти? Со држави, региони, општини, значи не работат она класично банкарство, шалтер, вложуваш пари, ги зимаме парите и ти даваме кредит за да купиш стан, кола и така натаму. Него инвестициско банкарство со каде што клиенти се државни фирми, региони, градови. Како Грција, например. Да. Како Грција, например. И од тоа време и многу добро сум упатен во некои од тие аспекти на задолжувањето. На задолжувањето. Deutsche Pfandbrief, значи банката во која работи во Ирска, е дилер на најголемото задолжување на поддржавно ниво. Градот Милано издаде обврзница од €1.000.000. Deutsche Pfandbrief банка работеше. Значи, давате кредит за работење на инфраструктура. Не на држава, туку на град. Ниеден град во историја не се заложил со толкава сума кај приватна банка, како што се заложило Милано во тоа време. Имаше проекти кои во меѓувреме и се реализирани, имаше и многу разни други но добро, северот на Италија е високо развиен, он може да поднесе толкави задолжувања и предпоставувам не заглавува заради тоа. Јужна Италија има генерално проблеми. Денес имаат сите проблеми со задолжувањето. Значи сите буквално сите кои биле експонирани во поголем обем во минатото со поголеми задолжувања денес имаат проблеми и тоа е неизбежно. Значи, многу луѓе ги базира своите оценки за задолжување врз основа на тоа дека светот секогаш ќе се развива со таа динамика како што се развива во тој момент. Така не. Било кој учел економија знае дека постојат циклуси и дека не можеш да одиш подалеку од тоа каде што ти е чергата. Мислам дека и народот многу добро го разбира тоа, така да нема потреба понатамошно. Пирамидата секогаш има крај, не може да е бесконечно. Точно. Како завршив само во Deutsche Pfandbrief, и тоа беше клучно прашање. Студирав односно вториот магистериум го запишав во Колеџот на Европа во Бриш. Тоа е специјализирана институција во која завршиле најголем дел од врвните политичари и администратори во Европска унија. Јас бев првиот македонец кој отиде таму во економската програма, бидејќи има 3 програми, едната е за политички науки, втората е за економски, третата за правни. На економија во 2004 бев прв кој отиде таму. Deutsche Pfandbrief, како и повеќе други банки, регрутираат луѓе од таму. Deutsche регрутираше по еден човек во секоја генерација и јас поминав на нивниот филтер и така отидов во Ирска. Повторно дојде прашањето, бидејќи од тоа време жена ми веќе беше насочена да оди на магистериум во Белгија, дали јас би останал во Ирска или она би дошла во Ирска или би оделе во Белгија
јас би одел во Белгија. Ми се отвори можноста да работам во Европска комисија. Бев најуспешен на конкурс таму и така влегов во Европска комисија. Тоа мислам дека ми беше Не те бутна голем мама, капитал. тато, не те праќаше партијата, Груевски не те намести, сам си конкурираше, сам си избори за себе ово. Види, Јанко, тие таму што ги прават селекциите, тешко дека може да не најдат на карта кај сме, а камоли да знаат некој било кој би можел да ми помогне или да ме истурка, што ви реклам. Ја ви благодарам за овој вовет, не вообичаено и за мене, бидејќи прв пат ве сретнав и малку имав неколку подпрашања, малку повеќе отидовме, но имаме сосема доволно време. Како е афинитет јазик и економија, во банкарство се испрофилиравте, завршувате како министер за надворешни работи. Не може во животот човек да знае што ќе биде и како ќе биде. Јас мислам дека една работа е само сигурна, дека Добро, дали бевте вие партиски ангажиран во ВМРО-ДПМН? Надвор сум многу долг временски период. Така? Значи, вие имате професионален ангажман на некој начин како професионалец, ова владата на Република Македонија ве побарува и ве повикува, така? Значи првото именување ми беше како амбасадор на Република Македонија во Европска унија. Во Европска унија. Да. Така? Јас долг временски период сум надвор од Македонија, но мислам дека една успешна формула која оваа влада ја спроведува во минатиот период беше тоа да се најдат луѓе кои се надвор, кои успеале надвор и да се дојдат да работат за Република Македонија. Мислам дека е многу интелигентно. Јас не сум учествувал во формулирањето на една таква стратегија, ама кој да ја формулирал, мислам дека е исклучително интелигентно поставил. Зашто тој капитал на луѓе е Апсолутно се согласувам. Дали се сметаш дека ти воспостави доволно успех да можеш да екзистираш и да прогресираш во Европа, во Брисел, во Ирска, во Франција и така натаму, и без да си министер за надворешни работи на Република Македонија? Па јас се што сум постигнал, сега сум постигнал без да видам на Благодарам за објаснувањето, така да на хејтерите малце, нели, да им се разјаснат работите, нели, искуство, неискуство, недоветеност, подготвеност, компатибилност, знаење, незнаење да се презентираат македонските позиции и така натаму и така натаму. Очигледно дека не сте избрифирани за 15 дена, туку дека во меѓувреме сте следеле што се случува и добро сте знаеле што се случува со Република Македонија. Ме интересира вака. Втората работа, која Министерството за надворешни работи е постојана критика и министрите на оваа влада, е тоа дека ние сме изолирани, дека никој никаде не прима и така натаму и така натаму. Вие го наследивте Антонио Милошовски, кој се повлече очигледно од преголемата километража, прегоре човекот што се вика, кој навистина одлично си ја вршеше својата работа и успешно. Ми интересира, вака, ја стварно не можев, први се обидов и на крај кренав раце, знам дека е неблагодарно човек сега сам да се избори во свое име, би требало да е моја работа, но има премногу. Сакам да ја разбиеме или да ја докажеме. Ние сме изолирани или не сме изолирани. Колку патувања, каде, колку сте месечно на пат, каде се ве примија и така натаму, бидејќи имам погрешен впечаток дека Македонија и вас како министер за надворешни работи ве примаат секаде, ве примаат и тоа срдечно. Од мои сознанија дека во Брисел сте гост посакуван и така натаму, и дека имате многу пријатели, па ме интересира вака агендата од прилика како ви изгледа? Јанко, прва работа, мислам дека ова најбитниот дел е остварување, неостварување и перцепција за колку можеме да оствариме, колку не можеме да оствариме. Мислам дека прво не зависи од возраст. Тоа е факт. Второ, дали сме не знам, експонирани, не експонирани, закочени од надвор, не закочени, кој беше терминот што го рече, дали сме бойкотирани или не сме изолирани. Да. Никогаш не се случило да имаме толкава динамика на релации колку во овој период. Тоа е факт.
никогаш не се случило исто така и да немаме покомплицирана ситуација, од аспект на неможност да ги реализираме главните цели, односно да станеме земја членка на НАТО и на ЕУ, а воедно да нема никаква оправдана причина поради тоа. Ама има генеза ова. Значи, мораме да се фатиме од генезата. Извинете што ви упаѓам во збор. А генезата, еве да не почнуваме од потпишувањето на времената спогодба со Грција, до денеска можеби ќе имате потреба да се навратите, сосема слободно, но сега ќе ви дадам слободно да говорите. Да почнеме од Хашката пресуда. Или од Букурешт, ако сакате. Еве, ставањето на вето, но мислам дека Хашката пресуда дефинитивно пресекува што се случи во Букурешт, зошто не сме примени во НАТО и имаме пресуда во корист на Република Македонија. Оттаму натаму се случуваат икс работи. Ме молам едно ваше согледување подлабоко и пошироко за целава ситуација. Прво, ние во континуитет ги остваруваме ги имаме остварено критериумите. Значи, ако базираме оценка на тоа дали Македонија исполнила тие и тие критериуми за да стане земја членка на НАТО, дефинитивно е така. Тоа беше констатирано уште во 2008 година. И тоа од меѓународната заедница и од самите НАТО дека ние критериумите ги имаме исполнето. Тука не е ништо спорно. Мислам, тоа е јасно и тоа е констатирано. Со пресудата од Хаг, тоа што е значајно е дека и судот кој е надлежен во Обединетите нации, исто така констатираше дека единствено Грција го има прекршено меѓународното право и обврските кои ги има превземено, а Република Македонија во континуитет ги исполнувала своите обврски. Тука е значи јасно, кристална сликата. Нешто друго што е исто така значајно е дека после Хашката пресуда, од реакцијата на Грција, сме доведени до една ситуација во која грците викаат: да, можеби не е вистина, не е праведно тоа што го направивме, да, немаме аргументи дополнителни, ама ние сме во позиција на сила. Ние сме во НАТО и во ЕУ и имаме можност да блокираме. Тоа е исто така реална ситуација. Сите оние други кои се во мозаикот како земји членки, останати, имаат едно посебно видување. Односно, од една страна, сите се согласни дека Македонија треба да влезе во НАТО и дека е во интерес на НАТО Република Македонија да влезе час поскоро, но исто така се согласни и со фактот дека кога си земја членка немаат баш некој крупен инструмент за да ти ги поместат ставовите. Па макар и тие ставови да се нелегални. Тоа беше видливо во изминатиот период. Така? Што можеме ние да направиме тука? И тука можам... Не, анализирајте уште малку. Зошто веднаш по донесувањето на Хашката пресуда излегува американскиот амбасадор, значи нема време дури ни да се консултира и истрчува со тоа дека додека не се реши проблемот со името, нема прием во НАТО. Исто така, генералниот секретар на НАТО, Јенсе, излегува и вели: нема прием во НАТО без решение за името. Кажете ми сега, бидејќи со ова се занимавате, меѓународното право не би требало да ви е непознато. Кажете ми како тоа пресуда на меѓународен суд, на суд на Обединети нации, формиран токму од тие земји, чија одлука не се почитува бидејќи вели дека консензусот е на повисоко ниво од што пресудата. Така испаѓа, така ли е? Дали е на повисоко ниво е спорно прашање. Ве молам. Но она што е сигурно е дека доколку сте земја членка на НАТО, НАТО алијансата нема инструмент со кој може да ве принуди да постапите на еден или на друг начин. Или доколку би употребил таков инструмент, како проценка би било тоа, би предизвикал сериозен проблем внатре, во рамки на алијансата. И тоа НАТО алијансата нема да си го дозволи. Нашата позиција е чиста по однос на тоа прашање, зашто ние сме ги исполнили сите критериуми. Тоа не го спорува дури ни Грција. Во меѓувреме, она што можеме да констатираме е дека и основата врз основа на која сме блокирани, зашто треба да забораваме. Мислам, ти се наврати во еден дел на тоа како сме дојдени до оваа ситуација. А ние бевме пред
20 години во ситуација во која Грција водеше интензивна кампања за тоа дека независна Република Македонија представува некаква закана за безбедност и за територијален интегритет на Грција. Така е. Тоа може било кој нормален човек кој се движи во политички кругови во НАТО или во Европска Унија, доколку го слушне ова ќе се насме. И нема друг начин како да реагира на ова. Тоа е смешно. Значи се работи за ноторна глупост. Република Македонија не представува никаква закана за никого, вклучително и пак за Грција. Во Грција денес тоа е јасно. Од 20 годишна ретроспектива е јасно дека е наметната една глупа препрека која не е основана и која е базирана на некои измислици. Што можеме ние да направиме за да го поместиме тоа? Тоа мислам дека е клучното прашање. Прво, не треба да прифатиме една неаргументирана позиција од страна на Грција. Неаргументираната позиција е вие не блокирате во оваа фаза, велејќи им на сите други дека ние сме закана за вас. Ајде нека излези било кој грчки представник денес и нека каже дека Република Македонија е закана за вас. Господин министре, со Хашката пресуда е завршена таа приказна. Ние имаме Хашка пресуда. Имаме пресуда од судот во Хаг, кој вели дека Грција ја прекршила времената спогодба. И значи немаме што веќе да го елаборираме ова. Ние имаме Хашка пресуда, имаме по суд на меѓународно право. Јас знам, кренавте со ведите, го знам Тиков затоа што е многу непријатна ситуацијата. Предпоставувам дека и вашите колеги од меѓународната истото го прават, но нели како она кога роботот кој ќе се најде во некоја безизлезна состојба, па ја повторува последната единствена логична реченица, бидејќи нема логичен одговор на ова што се. Грција ја прекрши времената спогодба. Од нас барат и натаму да ја почитуваме времената спогодба. За нас било најдобро да ја почитуваме времената спогодба. Времената спогодба е прекршена. Судот докажува. Значи, Грција не смее да не блокира во привлезот во ниедна институција. Грција не блокира меѓународното право, меѓународната си го крши собственото право. Ова е нонсенс. Овде ја не можам да ја најдам не јас. Граѓаните на Македонија, резигнираноста на премиерот која ја осудуваа многумина, ја потполно ја разбирам бидејќи исто како граѓанин ја чувствувам. Сега дипломатскиот јазик бара поинаков пристап. Потполно и ве разбирам вас што морате со поинаков дискурс, но ситуацијата е многу е јасна и многу е чиста, нема тука никаква недоумица. Сепак во сите средби кои ги имаме во изминатиот период, немало толкава динамика на средби никогаш. Средби со кого? Било кој, со сите представници. Земи ги министрите за надворешни работи на сите земји членки на НАТО алијансата. На тие разговори, овие точки исто така ги елаборираме. Се видовте со сите нив до сега? Па, со многумина и по повеќе пати. Така да, најголемиот проблем за сите нив е дека никој не го контрира или не го оспорува тој факт. Она што за нив исто така, да речам, потешко прифатливо, тоа е фактот дека нема ниеден од нив никаков инструмент со кој би го сменил ставот во рамки на НАТО, значи на онаа округла маса на која седат представниците на земји членки на НАТО алијансата, седи еден кој ја представува Грција. И додека и тој не дигне рака, не може да донесат одлука. Тоа предизвикува фрустрација, значи да се разбереме. Не само тоа, значи дозволете ми заклучок да донесам, еве јас, вие како министер не мора. Значи, меѓународна институција не може, поради внатрешните собствени согледувања, да прифати меѓународно право. Има меѓународно правна рамка и таа во многу случаи е нешто што е болна точка. Односно, тоа е проблем тоа е уште поголем проблем за нив. Тоа покажува дека институцијата не го почитува меѓународното право. Да, фрустрирачки е, верувам. Не рачунале дека може да дојдат уваква ситуација? Во оваа ситуација се доведени од страна на една земја членка. Апсолутно. Ние мораме да гледаме што е најдобро за нас во оваа ситуација. Ние не смееме да дозволиме оваа ситуација да биде
како да речам, лесно прифатливо. Нам не ни е во интерес и Што мислам значи дека тоа? Тоа треба да им вршиме притисок дека ние сме незадоволни, дека го кршат меѓународното право. На што им укажувате кога разговарате? ние не сме Или црпи земја. се све? Ние не сме земја која може да врши притисок од тој аспект. Значи тука мораме да ги расчистиме работите. Грција е во позиција да врши притисок од тој аспект. Грција е во Зошто? позиција да оценува. Грција е во позиција да се однесува спротивно на она што е воспоставена меѓународна правна рамка. Зошто? Затоа што е внатре во клубот. И А ние затоа што не сме? Ние затоа што не сме, мораме да инсистираме на почитување меѓународно правната рамка. Тоа Значи, е законот е на наша страна. Законот е на наша страна. Меѓународното право е на наша страна. Апсолутно. Па ако институцијата не го почитува меѓународното право и меѓународните институции, што тогаш они викаат? Веројатно нема прв пат да слушнете, ама најчесто послабиот во било која приказна е тој што инсистира на имплементирање на правото. А најчесто појакиот е тој што инсистира на спроведување на стапот. Значи, меѓународно право немаме, имаме позиција на сила. Тоа не е, мислам дека тоа не е откритие во нашиот случај. Тоа во нашиот случај е потврда на тоа откритие, ама многу пати до сега било видено дека е така. Она што нели на маса го говоревме секогаш и вие како официјални представници кои не смеете да го користите во говорот, пошто дипломатскиот говор е многу прецизен, јазен, не смее да забегува, а Санш тоа го покажа дека едноставно нели која ги извади на Wikileaks, која ги извади тие документи на таа, дека едноставно од позиција на сила. Тоа ќе доведе нас нема да не, значи очигледно е дека нас нема да не внесе ништо во НАТО. Што и да направиме, нема да не внесе. Бидејќи сега веќе доаѓаме до клучниот проблем. Од нас се бара промена на име. Пораката која ни е упатена и баш и со овие изјави и тоа што следеше после Хашката пресуда по контекст на самитот на Чикаго, да речеме претходно после тоа, без разлика што ние де факто воопшто не ни го дебатиравме проширувањето. Во таа рамка имаше само состанок на министри за надворешни работи со 4 земји членки во Чикаго, во рамки на кои се изјаснија дека дефинитивно продолжуваме со процесот на проширување и дека ова е последен самит на НАТО во кој нема проширување. Во ред. Добро. Тоа е окей. Оние пораки кои сакаа да ги упатат и кои беа многу јасни е дека не може да влезе земја кандидат внатре во НАТО без за тоа да добие согласност од сите досегашни членки на НАТО. Доколку ја туркаме до екстрем оваа логика, не може НАТО да си дозволи да дојде нова членка внатре во клубот, без сите членки во клубот, вклучително и онаа која прави нелегална обструкција, во случајот Грција, не биде задоволна со влезот на оваа земја. Наша позиција, македонска позиција ве молам уште еднаш реченицата. Значи, дури и членка која врши нелегална обструкција. Дали ова е наша терминологија, ваша, или исто така се свесни ја користат? Ова е реалност. Дали таа реалност се свесни представниците на другите европски земји, на НАТО, амбасадорите со кои се сретнувате? Значи, имаме за мал милион работи дискусии, не се само овие дискусии, но овој дел е многу јасно. Значи, нема никаква недоумица околу тоа. Дека тоа е нелегално. Дали за нелегалноста е јасно, мислам тука не треба да се изјаснуваат земјите членки. Мене ме интересира. Суд. Мене ме интересира. Дали ме јасно нив дека е нелегална постапката на институцијата спрема нас, што не прима? Грчката приказна знаете како е? Грчката приказна е може е правно, не е правно, можеме ве блокираме. Другата приказна може, така, добро. Другата приказна која гледаат во контекст на Чикаго, па добро и да сме го прекршиле меѓународното право блокирајќи ваму во Букурешт и да сме го ја прекршиле времената спогодба. Тоа е тоа, реалноста е таква, видете за воиднина, потрудете се да ги надминеме разликите. Тоа го вика Грција или тоа го вика НАТО? Тоа го вика Грција. НАТО што вика? Што разговарате со нив? Дали они се свесни дека има кршење на меѓународното право?
Тоа е констатација на највисокиот правен орган на Обединети нации. Значи, тука нема никаква Не треба да го тумачи НАТО. Никаков простор за тумачење нема. Значи, не треба НАТО да го тумачи тоа. Во самата пресуда од Хаг има една многу јасна формулација која вели: од земја членка на Обединетите нации на која е укажано дека направила нарушување на правната рамка, во случајов Грција, не се очекува во иднина да го повтори истото дело, односно да продолжи со противправно однесување. Тоа е формулација од самата пресуда на највисокиот суд на Обединетите нации. Како ја тумачите вие? Нема потреба да се тумачи. Многу јасна констатација. Дека ако еднаш нелегално направила Грција, дека не смее да го повтори тоа дело повторно и не смее да не блокира. Значи, следниот самит на НАТО ние влегуваме во НАТО. Тоа дали ќе влеземе во НАТО на следниот самит на НАТО, повторно е одлука на НАТО. И НАТО треба да го донесе тоа. Нашата работа во овој период, и тука ја фокусираме целата наша активност, Значи, е да укажеме на што е интерес, а што е оправдан или неоправдан страв. Интерес е следно. Ако Република Македонија влезе во НАТО алијансата, НАТО алијансата ќе биде во подобра позиција отколку сега кога е НАТО без Македонија. Зошто ќе биде? Ќе се заокружи тоа прашање. Балканот дефинитивно ќе биде интегриран во рамки на Северноатлантската алијанса. Добро. Грција ќе може дефинитивно да се чувствува покомотно, дури и понаимагинарно прашање за тоа дека Македонија представува некаква си закана во однос на Грција. И НАТО ќе може да се фокусира на покрупни глобални прашања во кои Република Македонија, не треба да се заборави тоа, е исклучително битен фактор. Ние сме пети најголем контрибутор во мисијата ИСАФ во Афганистан. За мала земја тоа е исклучителен придонес. Никој не може да го игнорира. Но дали оваа формулација нас, бидејќи рековте, ние ги спроведовме се што требаше од наша страна да се направивме. Тоа е констатирано од 2008. Дали останува ставот дека кога ќе се реши проблемот помеѓу Македонија и Грција, ќе бидеме примени? Дали остана тој став? Значи, вие рековте дека Грција нема да смее да го повтори ветото, значи они на наредниот сега самит, на овој немаше во Чикаго проширување. Наредниот ќе има проширување, не знам кај ќе биде, или не е одредено уште. Не е одредено ќе биде. Добро, значи наредниот ќе има проширување, Македонија ќе дојде, но Грција нема да смее да ни стави вето, според ова што ни го кажавте, но дали тогаш земите членки на НАТО ќе речат: извинете, нели ви рековме да го решите проблемот со Грција, бидејќи не е решен, не може да влезете. Тука клучно прашање е следно. Заклучоците и поканата ја драфтира НАТО, не ја драфтира земјата кандидат. Во рамки на НАТО има една земја членка која е Грција. И таа Грција има удел во драфтирање на заклучоците. Да, ама не смее да стави НАТО вето. Правно, легално не. Да, ама до сега го има прекршено меѓународното право. Добро. Наше и според заклучокот од Хаг е дека треба да предпоставиме дека во иднина нема да го повтори делото за кое веќе кажано дека е нелегално. Добро. Но базирано на досегашното искуство, ништо не би можело да биде исклучено во оваа фаза. Тоа што е исто така многу значајно е дека ние треба да следиме и еволуцијата која во моментов се одвива во Грција. Значи, ние се бориме со еден митолошки проблем кој е измислен. Апсолутно. И тоа го повторуваме целосно. Не треба да го елаборираме тоа. Имаме ситуација во која Грција се наоѓа и е исправена пред многу крупен проблем. И тоа умерено кажано. Се ми е јасно. Но, они додека бродот им тонеше, прва работа што им рече председателот кој ги собра, не е важно кој ќе прави влада, не е важно кој ќе дојде на власт, дали фашисти, дали комунисти, Македонија не смее да се признае. Не делува многу конструктивно ова како став. Ама тоа они го прават. И не е нешто... Ова не е нешто, ова е пренесено на BBC. Јас сум го прочитал од BBC, од CNN. Ова не е некој мој брифинг, јас што сакам и така натаму. Значи, ова е нешто што светот го видел и го чул. Што значи дека утре ние повторно можеме да идеме судот на Хаг
и да им речеме фала ви за пресудата, ама дечкиве Бог да чува и да брани. Значи, остануваат они, си поставија црвени линии, си поставија се да не се признае Република Македонија. Крај. Ме праша и мислам дека заслужува дефинитивно овој одговор како гледаат другите на тоа. Да. Значи во моментов имаме група земји, најголем дел од земјите членки во НАТО се земји членки на Европската унија. Така? А во рамки на Европската унија има еден сериозен проблем кој се вика должничка криза, за кој главна каписла е Грција. Во моментов во Европска унија ако 10 теми се елаборираат, 9 и пол се врзани со должничката криза. А ние сме 35-та. Во најдобар случај. Во најдобар проширувањето. Да. Од тој аспект на Европа и гори плевна. Знаеме. И во момент во кој гори плевната, многу малку се секирате за тоа што палаво дете скршило чаша во кујната. Тоа е прилика компарацијата за тоа колкава енергија и колкава загриженост постои кај земјите членки за тоа што се случува во Грција и колкава загриженост има за реалната обструкција која ни е наметната во членството во НАТО и во ЕУ. Многу ми го викаат и следно. Ми кажа, добро, во НАТО вие сте опозиција на де факто земја членка. Значи, вие контрибуирате како да сте внатре во клубот. Ви има насекаде, сте ги исполниле сите критериуми, од прилика сте обкружени со земји членки на НАТО алијансата и не сте вие некој извор на загриженост за нас. Од надвор ве прецепираме како дел од клубот и вие сте дел од клубот. Значи, тоа ја намалува тензичноста и ја намалува потребата за некој да седне сега и да се здрови од работа за да ја убеди Грција во еден тотално ирационален спор да почне да внесува малку разум. Ова што вие го говорите, се обидувам меѓу редови, значи ми пренесувате ставови и мислења од меѓународната, меѓу редови статус кво позицијата за нас е сосема прифатлива работа. Поточно, значи зборам за НАТО, за ЕУ, дека со други зборови ви велат, окей, јасно ни е дека е тежок и ирационален проблемот, ама статус кво, окей, за нас, за ЕУ и за НАТО немаат проблем да останеме и натаму во статус кво ситуација. Во моментов, така разбирам барем од ова. Во моментов многу е тешко за било која земја да направи порадикален чекор. Направи многу радикален чекор за да се помести оваа ситуација. Зборувам за во моментов. Зошто? Ние завчера имавме избори во Грција. До утре би требало да има влада. Да. Влада која има една огромна листа на ненормално тешки прашања што треба да се решат веднаш. Тоа исто како замислете сега у моментов да има влада на СДСМ и ВМРО. И ДУИ и ДПА све у исто, у едно и дека тоа треба да функционира добро. Ама не можете да замислите бидејќи не ги ставате во рамки на она што е тековен проблем во Грција. Тековен проблем во Грција. Он има 300 милиарди тековни проблеми во моментов, ако не и поише. За кои проблемот им е префрлен на европските партнери? Апсолутно. Значи, тие се тие кои се секираат во моментов. Може ли да ми шпекулирате малку? Што можеме да очекуваме? Не, добро, во ред. Значи, ја ќе го прифатам сосема во ред, бидејќи еден дипломат може и да прифати или да одбие секако. Шпекулацијата е многу неблагодарна работа во дипломатијата, ама легитимно е како новинар да ве прашам. Шпекулирајте ако сакате, ако не идеме на следното прашање. Што ќе се случи на следниот самит? Од сега до следниот самит многу работи ќе се случат. Ви благодарам. И не можам, мислам да предвидам. Почитувам тоа. За во било кој случај мислам дека е крајно неблагодарно. Апсолутно. И од аспект на тоа што за Република Македонија не е ни потребен самит. Ние имаме одлука која може да биде донесена на било кој совет на ниво на амбасадори на Северноатлантскиот совет. Ние де факто имаме можност на секоја неделна седница да се донесе одлука за наше приклучување кон НАТО алијансата. Затоа ни фали оваа последна алка за која зборувам, односно грчката. Како вие впечатокот? Дали кога НАТО би гласале спрема еве контактите што сте ги имали, какво е расположението? Дали на пример ако ја остават Грција да речеме нити рече да, нити не, се воздржи од гласање, НАТО би не примил?
не може да не прими НАТО без согласност на сите земји членки. Нема ни еден кој не се согласува со тоа дека е А Грција нема да се согласи. Грција во моментов води по една линија на делум енинает, делум на незаинтересираност и делум на позиција на сила. Опозицијата ве обвинува дека несериозно, дека работите, дека не сте ангажирани на овој проблем, дека генерално не сакате и не правите напори да влеземе во НАТО. Мислам дека ова не ни заслужува воопшто коментар, затоа што во овие 20 години немаме ние побитен приоритет на кој се работело толку многу интензивно како што се исполнување на критериумите за влегување во Европска унија и напорите за остварување на НАТО членството. Од тој аспект нема никаков простор ни за дебата. Ова што правиме... Колку од вашето време како министер за надворешни работи е посветено на ова прашање? Јас се заспивам и се будам со таа помисла и мислам дека тоа е случај со сите членови на владата и тоа е случај со буквално целото население во Република Македонија и не можеме ние никако да дискутираме за било каква приоритетност или неприоритетност. Какви се вашите релации со Брисел? Какви се нашите шанси за започнување пристапни преговори? Каква е вашата комуникација со еврокомесарите, представниците на Европската унија? Не секогаш имавме добри односи со нив. Како вам ви оди? Да. Видете, во тој дел мислам дека имаме толку многу работи испорачано што неоспорен е фактот дека Република Македонија не само што треба да почне преговори, него треба да е во доста напредна фаза на преговарање. Истата обструкција како НАТО. Велите НАТО, испорачано, мислите на имплементација на закони, на буквално се, значи промени, закони, подзаконски актив, применување на стандарди. Што значи влез во Европска унија? Европска унија е следно: заеднички пазар, елиминирање на бариерите и надпревар помеѓу фирмите по исти правила. Ние во тој дел, во најголем дел од домените сме дел од тој заеднички пазар. Самата Европска унија е почната од таа идеја. Рекле, треба да направиме заеднички пазар за да ги намалиме мотивациите за да има конфликти помеѓу нас. Германија и Франција го почнале тој процес, се приклучиле другите, денес се приклучуваме и ние. Ние сме мала, многу отворена земја, наш стратешки интерес е да бидеме дел од тој заеднички пазар. Сметате дека сме изолирана или отворена спрема Ние сме екстремно интегрирана, сосем спротивно од изолирана. Зошто? Од она што го говорат. Добро, ме интересира. Република Македонија има трговска размена, значи извозот на производи од Република Македонија и на услуги и увозот заедно се поголеми од бруто домашниот производ, од произведеното богатство за една година во Република Македонија. Значи на некој начин функционираме како да сме во Европска унија. А 90% од таа размена е со земји членки на Европска унија и со земји кандидати и потенцијални кандидати, односно соседство. Ние сме дел од тој пазар. Најголемите компании во Македонија се европски. Евана, Телеком, ЖИП. Точно така. Да не ги набројуваме. Точно така. Се тоа европски компании овде кај нас. Имаме и дополнителна предност, тоа што бевме прва земја што потпиша спогодба за стабилизација и асоциација 2001 година и добивме кандидатски статус во 2005 година. Така. Во исто време како и Хрватска. Од тогаш наваму се спроведени огромен број на реформи во огромен број на делови. Нашата усогласеност во најголем дел, значи ако земеме, не знам, животна средина, земјоделие, конкурентска, јасно, мислам, 35 поглавија се, голем број на теми за развивање. Ние во многу од нив сме на ниво на земја членка во Европската унија. Го имаме, ја имаме легислативата, имплементираме. Имаме уште многу што да работиме, бидејќи се работи за жива материја. Значи, ние имаме многу голем дел на легислатива кој не е применет, односно законодавство од Европската унија кој не е применет и во самите земји членки. Се менува на дневна база. Денес, например, огромен законски пакет е за заштита на водите. Земјите членки во Европската унија имаат различно ниво на спроведување на заштитата на водите. Ние ќе треба да одиме бар со нив и да го применуваме тоа законодавство на исто ниво и на исти начин како што го прават тие. Какви се вашите релации? Како ве примаат во Брисел? Каква е нивото на комуникација? За мене е многу едноставно, бидејќи јас
многу време сум поминал таму, така што таму Вие ми е живеете таму, домашен терен. Доскоро ми и било. живеевте таму. Точно. Од аспект на комуникацијата институционална што ја имаме, многу олеснува фактот што во долг временски период сме веќе земја кандидат. Значи од 2005-та таму има неретко анегдота има која ја споделуваат вака колегите во Брисел, велат вие сте толку добра земја кандидат што не сакаме да ви изгубиме како кандидат. Мислам дека не сме да дозволиме тоа да ни се претвори во хендикеп. Дали дојдовме веќе конечно до оној момент кога е веќе потребна да се единствена пречка како за влез во НАТО е името, исто така и за влез во ЕУ е името, па затоа ние тапкаме во место од 2000 овие години. Не тапкаме во место затоа што имплементираме, имаме многу работи кои се имплементираат, што велите и на дневна база и самата Европска унија спроведува и донесува и имплементира нови закони. Тоа е процес кој не може да заврши, нели? Соблегувањето не завршува. Нонсенс. Но дали сме веќе дојдени до оној момент кога треба да се реши проблемот со името? Вака, само за Европската унија не можам да се согласам воопшто, зашто ние и во моментов правиме огромен исчекор напред и во услови на блокада и неможност да отпочнеме преговори. Тоа што го види Европската комисија, која 3 години поред препорачува Република Македонија да ги отпочне преговорите, е да го отвориме пристапниот диалог на високо ниво. Што правиме таму? Се фокусираме на клучни теми, испорачуваме реформи и де факто се приближуваме кон членството. Ние ги правиме не работи што ги прави на Хрватска. Дали имаме дали и таму мора да биде унисона согласноста за прием на нови членки? Да. Што значи? Грција исто како во НАТО не блокира за влезот во ЕУ. Уште нема ставено вето, бидејќи Европа знае дека ќе стави вето. Грција не блокира на почеток на преговори, значи Грција во Советот се спротивставува на носење на одлука. Советот е повторно на голема маса на кој има сите земји членки. Месија Бараш, мојот омилен е таму. И вели не може. Односно се спротивставува на отпочнување на процесот на преговори. Тоа е веќе во Европската унија вие имате. Дали Хашката пресуда може да помогне тоа блокирање од страна на Грција да се надмине? Хашката пресуда беше испровоцирана од блокирањето во НАТО, но се однесува на применување на времената спогодба. Времената спогодба се однесува на сите меѓународни организации. Односно има импликации и во рамки на Европската унија. И може ли да ни помогне Хашката пресуда во ова? Хашката пресуда дефинитивно помогнува во стварање на клима. А таа клима е дека има голем број на земји членки во Европа кои се многу чувствителни на владење на правото. Во една Холандија, во една Шведска не можете да останете неутрален на владење на право. И во оној момент во кој на површина ќе исплива дека имате некој во вашиот клуб кој константно го нарушува правото, односно не го почитува правото, климата и чувството кај нив не е многу благонаклонето. Ама пак не може тоа ништо да помогне да се надмине, затоа што нели се гласа со консенсус. Точно. Ние ќе имаме поволна клима. Што нам таа поволна клима ќе ни помогне? За нас е значајно. За нас е значајно бидејќи не смееме да дозволиме. Грција имаше работено во изминатите години на создавање на клима дека Република Македонија е креатор на проблеми и дека фактички не се работи за недостаток на волја од страна на Грција. Претходната дипломатија многу не се потруди тој имидж на лош Македонија кој го имаше стекнато благодарејќи на новинари и така натаму, неангажирање на големи професионалци, не лобирање и имаше точно е тоа дека Македонија е таа која генерира проблем. Нема да ни помогне да се навраќаме, тоа е констатација и веројатно многу работи требало поинаку да се работат порано, но факт е дека сме ние во оваа ситуација и ние мораме да мислиме на иднината. На иднината можеме да имаме подобар успех ако инсистираме на тоа дека ние сме праведната страна, дека го почитуваме меѓународното право, дека ги исполнуваме критериумите, дека се однесуваме одговорно, дека Република Македонија е таа која придонесува кон постабилен, помирен и попросперитетен Балкан. За Грција денес тоа не може да се констатира. Нам не ни е целта да оцрниме никого и работиме интензивно исто така на
градење на една позитивна клима во релациите со сите, вклучително и со Грција. Не секогаш не идува на позитивни сигнали од другата страна. Мислам дека тоа што имаме определен број на врски помеѓу двете држави треба да биде аргумент повеќе за Атина да внесе малку повеќе разум во овој тотално неразумен проблем. Учествувате ли вие во преговорите помеѓу Немец, Македонија и Грција и така натаму и така натаму? Дали сте директно инволвирани во тие брифирања и така натаму? По дефиниција министер за надворешни работи, тоа ми е опис на работно место. Така, но нели тој тим не сте само вие, тоа се повеќе. Се разбира. И тоа е едно ниво малку потајно, не е многу јавно и од едната и од другата страна. Нема ништо што е, да речам, доволно охрабрувачки во овој процес, затоа што во изминативе, речиси 2 години, Грција е целосно дефокусирана. Значи, Грција од една страна ја држи рампата спуштена, а од друга страна не прави никакви напори за да биде некој конструктивен партнер и да рече, еве, ние сакаме да изнајдеме некакво решение кое би ни овозможило во иднина двете држави да живеат во мир, просперитет и спокојство. Тоа недостасува. Иначе во овој период ние не сме го виделе тоа. Нема никаков сигнал од страна на Република Грција дека се сериозно посветени да мрдне работата и да оди во правец на внесување конструктивност. Мислам дека затоа имаме причина повеќе да инсистираме на она што е почитување на правото и да инсистираме на тоа. Кому да инсистираме? Се инсистираме, ама кому? Кому се? Кога инсистираш некому. Да. Кому инсистираме, господине министре? Ние сме во едно многу пошироко семејство, значи не сме изолиран остров во светот и сме дел од Европа и Добро. И во пошироки рамки. Дали вие конкретно кога се сретнувате со тие инсистирате на спроведување на правото? Ете, ова го имам многу пати повторено и во разговорите со грчките соговорници. Да чистото им го укажуваме. Дајте ни еден разумен аргумент зошто вие денес ја блокирате Република Македонија. Каква закана ние представуваме за вас? Никако. Тука се без оружје и во тој домен мислам дека не ни може да донесат некаков аргумент дополнително. Ќе се да објасниме веднаш по рекламите. Во ред. Почитувани гледачи, повторно во живо во студио со министерот Поповски, нашиот министер за надворешни работи, со кого разговараме на теми НАТО, ЕУ и преговорите со Грција. Господин министре, за да се разговара со Грција, ние само по мене човек да има јаки живци затоа што треба да разговара не со ирационални луѓе, туку луѓе кои поставуваат ирационални проблеми, нели, кои не се нови и да тоа беше едноставен проблем, одамна ќе беше решен, ќе се изнајдеше некое решение и така натаму. Очигледно кога се работи за логика, доаѓа до логични решенија. Но кога нема логика во равенката, не може да се изведе некоја, вадиш, интегралот го тегнеш, нови непознати се изнесуваат и така натаму. Но, она што е најклучно, а тоа е атмосферата која се во последно време се создава кај народот. А тоа е, прво, незадоволството дека ние воопшто разговараме и преговараме за промена на името. Иако премиерот искачаше и повеќе пати рече, ја не преговарам за името, туку преговараме за предлог кој, ако добиеме некаков предлог, ќе го ставиме на референдум. Какви се вашите, да речам, инструкции по ова прашање, кога разговарате со грчката страна и кога разговараме? Што преговараме ние воопшто со Грција? Што сакаат они, конкретно? Вака, значи, ако се базираме на што сакаат, и ако ги земеме околностите во кои го имаат наметнато спорот, во тој момент во кој го наметнале спорот, целта била да нема држава на оваа територија која се вика Македонија, па макар и да нема држава воопшто. Вие кои не сте оптеретен со партиска некаков бекграунд, како министер го кажувате ова,
затоа што многумина го тргаа на страна, не ќе да го зборат, или оние кои ќе речеа вакво нешто ги смета за лудација, а еве се станува покристално и покристално јасно дека на вистина Грција работеше на тоа Македонија како држава да не постои. Дали конечно се свести дека тој факт не може да го избрише или? Денес е веќе непобитен факт. Денес е реалност. Во моментот мораме да се ставиме и во тој контекст во кој се случувало, значи се наоѓаме во 90-тите години, распад на Југославија, војни на секаде во регионот и една матна временска рамка во која не се знае кој како што ќе извлече од тоа. Во една таква ситуација го имате Милошевиќ на север, отворени повеќе фронтови и од аспект на Република Грција може да се рече дека политичката математика била па овие ќе ги биде или нема да ги биде, веројатно нема да ги биде. А штом веројатно нема да ги биде, може би ние имаме некоја математика да градиме позиција во однос на тоа што ќе се случува потоа. Блокада, времена спогодба, промена на знаме, промена на име, све им успеа со тогашните влади. Па во таков контекст мислам дека се одеше повеќе кон продлабочување на проблем отколку кон надминување на проблем. Значи целта на тие активности кои превладувале во тоа време било она што го реков, да ги нема или по можност да нема ништо што таму би можело нам да ни боде очи. Кога ќе изградите на таква позиција, многу е тешко да се вратите назад во нормала. Мислам дека сме имале фази во кои во Република Грција се креирала перцепција дека глупостите кои се направени на тема Македонија треба да се коригираат, но никогаш не станале доминантна линија. Тоа што е денес јасно е дека за бизнис заедница и за обични граѓани ова не е тема. Ако во почетокот на 90-тите вестите почнувале и завршувале со кампањи за тоа колку е страшна Македонија и каква опасност тоа представува за, не знам, грчката држава, денес тоа е тотално надминато прашање. Мислам дека тоа ни е добра основа на која треба да гледаме во иднина. Што е можно повеќе да во Грција да се излезе од оној концепт дека Грција има некаков ќар, нас да не нема како држава, ќе направи полесно да дојдеме до заборавање на сите овие глупости кои изминативе години се случувале. Во таков еден контекст се дојдено до тоа кое вие го спомнувате, значи се воспоставила времена спогодба, сме влегле под она срамна референца, бидејќи ја гледаме во контекст на меѓународно представување каде и додиме, кога ќе видиме бивш поранешна Југословенска република Македонија, не е тоа нешто што ви ствара некакво позитивно чувство. Сосем спротивното. Целта на таква една политика очигледно било да се креира чувство кое би било фокусирано на дел поранешна, односно најдобро да ја нема. Ние денес сме реалност, 20 години постоиме, Македонија е етаблирана, постојат македонци, постои македонски јазик и тоа им е јасно на оние кои гледаат од надвор, исто така им е јасно и на грчките соговорници. Да. Но мислам дека се доведени во една ситуација во која после долг временски период на таа антимакедонска пропаганда, на терање на деструктивна политика, значи белјажиство. Нема друг термин за тоа. Многу е тешко сега да излезат од сето тоа сакате да се свртите од тоа и да речете, слушај, стварно сме правеле тешки глупости. Ќе се расплачам заради ова нивна тешка судба. Но Македонија и македонскиот народ и сите заедници страдаат заради нивната политика. Нивната деструктивна политика некогаш која денеска, ај да речеме дека ја бранат, продолжува и натаму со несмалено темпо. А тоа е купување медиуми, новинари, политичари кои ги застапуваат. Вие имате опозицијски политичари кои искача и ги застапува истите грчки ставови. Да ја свиткаме кичмата, да го смениме името, географска референца и така натаму и така натаму. Но во суштина, ако земам според некои други гостувања на некои други стручњаци кои велат, не е проблем името со Грција. Проблем е воопшто идентитетот. Македонски да не постои.
Придавката е потребна само за да се измени да не биде македонски, да бидеме северно македонци, да се создаде една нова нација, за да можат да, ја не знам сега веќе ирационалноста, што да постигнат, да си ги докажат имаат проблем да се задржат територијата која ја окупира и така натаму, се плашат и тоа е реалност. Бидејќи многу работи не им застаруваат. На американците сега им се враќаат од глава, полека им ги пукаат масакрите што ги правеа врз Native Indians и така натаму. Па враќаат сега, даваат казина, па плодни земји и така натаму и така натаму. Никој не извршил геноцид врз еден народ и секому му е јасно. Но од нас се бара, господине министре, од нас се бара, ние овдека со помош на нивните миньони, значи кои работат во интерес на Грција, зборат дека работат во името на Македонија и македонците, самите да си го смениме името. Бидејќи целата игра е, знаат дека не може да те натера ни американец, ни бомбардирање, пробано е. Пробано е, многу народи се истребувани и гасни комори се праени, нити се истребени, нити им сменет идентитет, нити им сменет ни јазик и така натаму и така натаму. Нема да им успее, но ова е ново, ова е преседан. Ние самите тоа да го направиме. Вие преговарате, ја не знам како се чувствувате вие кога ќе седнете со грците. Се прашувате, доаѓате таму само чисто да видат од меѓународна дека ние сме конструктивни? Знаете дека од таа страна едноставно има ли некогаш глас на разум или е тоа чиста фрустрација? Седно е, знаеш дека овдека нема ништо што да се изроди од таа средба. Фрустрација има. Тоа е сигурно и е неизбежно. Другата работа е што е најдобро за нашата држава во иднина да направиме. Јас мислам дека најдобро е да ги потврдиме оние позиции кои ги имаат афирмирано во европските кругови. Таму се зборува за демократски принципи, за почитување на правото. Од аспект на демократски принципи не постои друг метод, друг начин на дефинирање на име на држава, на дефинирање на име на народ, на јазик и така натаму, освен оној самиот кој е во таа држава, кој е на тој припадник на тој народ, кој го говори тој јазик да го дефинира. Ако некој успее да ми каже друг демократски метод кој може да го дефинира ова, пеки, да разговараме. До сега никој не измислил такво нешто. Значи, ако се држиме до правилото дека во Европа функционираме по демократски принципи, тоа е методот. Втората работа владење на правото. Ако исто така сме фиксирале некои правила на игра, колку и да биле тие фиксирани во некоја несрекна околност од аспект на времената спогодба, треба да бидат почитувани од тие што ги потпишале. И исто така, сите оние кои се внатре во клубот, треба да го прават она на кое ги базирале своите правила. А не да важи правилото, не го прави она што го правам јас, прави она што ти велам. Така отприлика звучи филозофијата на Грција, која вели, да, ние сме земја членка на Европската Унија, ги делиме европските вредности и европските дани, но ваму за одлуката имаме некој личен интерес, па би ги блокирале овие покрај тоа што е крајно недемократски и противправно. Тука мислам дека мора да направиме едно разграничување. Ова што го велите, дали ние имаме воопшто, не знам, некој интерес или дали треба тоа да го правиме или дали не фрустрира воопшто да разговараме со нив вака. Јас мислам дека мора да се ослободиме прво од сео нешто ни е во минатото. Мора да се ослободиме. На што мислите? На минатото на она колку неправедно ни има Грција наметнато еден ноторно глупав спор. Од тоа мораме да се ослободиме и мораме да гледаме нанапред. Океј, ајде да гледаме нанапред. Точно. Ајде од кога сакате да гледаме? Од 2010-та? Од Букуреш наваму или од Хаг? Значи, еве, земете го Хаг. Еве од Хаг ако ќе мислите гледаме. дека е... Еве од Хаг ќе гледаме. Ако е репер и е репер каде што е направено прекршување на меѓународна правна рамка, кое е потврдено од највисоката правна инстанца на Обединети нации. И која меѓународната не го прифаќа. У ниједна институција. У НАТО не го прифаќа, во ЕУ не го прифаќаат. Затоа што имале таму интерен договор дека само со консензус се прима. Што е нашата цел? Нашата цел е да станеме дел од овие две семејства. Се согласуваме околу тоа. Па да ви кажам право, формално да, ќе се согласам со вас, но дали го чувствувате вие фидбекот од народот дека му е збогтисано веќе?
Јас чувствувам она што го кажува народот, а тоа е дека имаме највисоко ниво на поддршка за двете, и за НАТО и за ЕУ, од сите земји не само во регионот, него и во поширокиот, фактички на континентално ниво. Нема земја која има поголемо ниво на поддршка за влез во Европска унија отколку она што го има во Република Македонија. Норвешка нема толку. Норвешка има сосем спротивно, не имаат и 2-3 референдуми одбиено за да влезат во Европска унија. Па токму тоа зборам. Па токму тоа зборам, обратното. Да, тоа би можеле да си го дозволат земји. Неќат да чујат да влезат во ЕУ. Кои се втора најбогата земја во светот по бруто домашен производ по глава на жител и имаат нафта и газ, не само ги задоволуваат своите потреби, туку и извезуваат во огромни количини. Ние не сме во таа позиција. За наша среќа или несреќа не сме во таа позиција. Нашата позиција е следна, дека сакаме да бидеме дел од тоа семејство. Во тоа семејство сакаме исто така да ги почитуваме оние правила кои представуваат идеал за тоа семејство. Значи ние Европска унија и покрај тоа паралелно и НАТО се направени за заштита на интересите на земјите членки внатре. Европската унија е формирана со цел да се обезбеди мир во Европа. И не треба да забораваме дека Европската унија е најдолготрајниот и најуспешен мировен проект кој постои односно во изминативе 60 години. Никогаш во Европа не се случило земјите членки на било кој сојуз да уживаат мир во текот на 60 години. Историски гледано тоа не се повторило. Значи ние сакаме да бидеме дел од тој мировен проект. И од тој аспект ги почитуваме сите оние правила кои се дел од тој мировен проект. Денес се соочуваме со ситуација во која земја членка на Европската унија не ги почитува правилата на тој мировен проект, односно ствара раздор и проблеми. Денес на многумина им е јасно дека оној метод, оној пристап кој Република Грција го имала према нас во однос на билатералниот спор, го имала и по други прашања. Должничката криза е ескалирана до ова дереже затоа што постоела премолчена согласност на политичко ниво да се оди во определен правец на пример презентирање на лажни резултати. Јасно ми одамна сум го рекол дека грчкиот народ е заложник на една шака политичари и нивните фамилии кои со години владеат и исцицаат целата земја и ја доведоа на ова дереджа. Но што е наш интерес? Наш интерес е да станеме дел од тој проект, да ги почитуваме тие принципи и да ги промовираме тие принципи. Само на тој начин Република Македонија може да добие плюс од една таква ситуација во која имате нерационална политичка елита. Вие стално велите компромисно решение. Што значи тоа компромисно решение? Еве и владата го тврди. Што е тоа компромисно решение? Видете, ако зборуваме за компромис и за подготвеност за компромис, Република Македонија има направено толку многу не би рекол ни компромиси, него концесии од една страна, одстапувања, своји одстапки од една страна, што мислам дека ниеден разумен на овој свет не може да каже дека не сме направиле максимум за тоа што било која нормална држава би го направила. Од страна на Република Грција, во нити еден момент не се направила одстапка која води кон тоа да, ние прифаќаме дека постои држава. Нели се во ова вели па овде стварно не вреди да се преговара. Дај да ги прекинеме преговорите. Одстапување од не треба да се заборава дека со времената спогодба покрај една голема листа на одстапки кои Република Македонија ги има исполнето, а на другата страна има само една клучна одстапка, а таа е она да не се попречува за членувањето во меѓународни организации. И таа не испочитува. Превземена е обврска исто така и за од почетокот на 90-тите, значи превземена обврска е и да постои диалог за изнаоѓање на взаемно прифатливо решение, односно за градење на некој тип она што го викате вие консензус. Реков компромис. Компромис реков. Во ред, може дали тој иде збор бидејќи компромис, дали тоа значи промена на нашето име? Видете, за тоа и ви кажав компромис. Кога зборувате за компромис, тоа значи дека правите отстапки од двете страни. Да. Тоа е дефиниција на компромис. Добро. Ако зборуваме за отстапки, да. Република Македонија има направено толку многу отстапки, што не верувам дека било кој рационален може да го спори. Веќе народов судија може да го значи, да го спори. Народов не е подготвен повеќе отстапки да поднесе. Тоа е мој впечаток, не мора да е точен.
Така. Дури некои од отстапките се крајно неразумни и крајно неприфатливи од аспект на нешто што би било демократски прифатливо. Име, менување идентитет, менување јазик, Колку е прифатливо вие да имате референца која се користи во Обединетите нации која вели поранешна југословенска Република Македонија. Не само тоа. Што имате тука рационално, кажете? Кажете ми кога веќе се употребило Северна Македонија, било ставено маса, дали некогаш у преговорите било ставено, еве и во тајната дипломатија, ставено на маса Северна Македонија. Дали и грците и такво, еве да речеме, да си го ставиме тој пиштол на чело, ние како држава, и да речеме, окей, еве, ќе прифатиме Северна Македонија. Видете, тоа ќе го прифатат ли они? Видете, прво е тотално илузорно затоа што цела листа на придавки, додавки, наставки и така натаму е елаборирана. Има замислувано во некои политички кругови од страна на Грција, во кои единствена дефиниција би била желботека за наметнување на соседот. Да. Вие зборувавте. Што ви извадиле на пример на маса? Може ли некој се излезено не е ништо што да речеме не било вртено или презентирано и мислам дека ништо од тоа не е релевантно. Релевантно е следно и мислам дека ние треба да инсистираме на тој аспект. Релевантно е дека методот, начинот на кој се бара да му се наметне некому нешто е тотално спротивен на оние основни принципи кои ние ги дефинираме во ова семејство во кое сакаме да припаѓаме. Значи вие спречувате некого. Што сакате да ми кажете дека ако биле они на многу пофини дипломатски начин што ќе постигнеле успех, треба да го прифатиме ако се тоа они тоа разумно и рационално ни го барале од нас? Ама како можете вие рационално да барате ваква работа од некого? Значи ова е тотално нерационална работа. Не можете да споите два логични аргументи за кои некој ќе застане позади тоа дека има потреба да ставите Северна на Македонија за тоа да биде прифатливо. Почекајте. Дали конкретно ви побарале? Видете, на маса? Што ни побарале? Северна Македонија, да го смениме името. Видете, желботеки постојат и постоеле и веројатно ќе постојат. Стално ви кажуваат некои такви предлози? Ама не се работи за никаков предлог, не можете вие да зборувате за било каков предлог ако некој си нафрла желби и вам ви наметнува дека вие треба да му исполните било каква Какви желби ви нафрлаат? Цел имате колку сакате. Значи, од првата дека не треба да постоиме, која е формулирана во 90-тите, до, не знам, дека не треба да бидеме македонци, дека не треба да говориме македонски јазик. Кои се тие објективни критериуми врз основа на кои Еве ве прашувам од хак наваму, што сте разговарале, нели? Рековме да го заборавиме минатото, од хак наваму што сте се сретнале? Од хак наваму вие ги имате 2,5 најтешки години од аспект така. И во тие 2,5 години дали сте се сретнале и конкретно дали нешто ви барале? Многу конкретно ве прашувам. Што да бараат конкретно? Од нас, на пример, сменете го името во Северна Македонија или Северна Скопје или не знам што. Ама овие ниту еден. Дали седнуете што? Не видите, ниту еден. Па што правите кога ќе седнете? Мене не ми е јасно. Нити еден од тие работи кои ги спомнуваат сега не е нешто што не било спомнато во минатото, да не речеме од 90-те години. Не е тука поентата. Не е тука воопшто поентата. Во оваа фаза ние не сме во било каква фаза во која би можеле да имаме ние разговор за било што. Прво, затоа што нема никаква посветеност или никаква активност од другата страна, имаме слепо блокирање и на едната и на другата патека. Но не мислам дека тоа е пресудното во оваа фаза. Пресудното е да се вратиме на, значи вие ме прашавте дали е тоа нешто што може да се стави на маса. Па вие во такви ситуации имате повеќе отколку ситуации во кои именување на, не знам, регион не соодветствува со именување на држава. Еве, најчесто кога одат сите европратеници одат по патот од Брисел до Страсбург поминувајќи низ Луксембург. Пред да влезат во Луксембург, големото војводство, државата која знаете, поминувате низ регионот на Луксембург кој е во Белгија и кој го носи тоа име, како што има такви примери неброен број во Европа. Британија е во Франција. Каде, кажете ми, од тие примери, тоа представувало некаков проблем за да се формулираат било какви проблеми и пречки. Доколку тоа би било проблем, Европската унија немаше да постои. Белгија ќе ја блокираше
ќе го блокираше Луксембург, тие двете се основачки Рековте земји дека членки на Европската унија. рековте дека сега има проблем на грците како да се извадат од она што со години го пропагираа како негативна пропаганда. Така? Нели, што сите бели што се ги направија и така натаму и така натаму. Сега имаат други приоритети и многу не размислуваат за ова, па претпоставувам дека не вадат ни креативни решенија. Така? Не доаѓате. Не сме слушнале ништо интелигентно, мислам, интелигентно да може да се разговара, да се дебатира. Да. Нема. Да. Ова ми е многу јасно, сакав да го прецизирам, до ова да дојдам, за да мене ми биде јасно. Да. Ако ми е мене... Не можете не можете ни да го аргументирате тоа. Како ќе им продадете на некој кој од страна го наблюдува тоа, како ќе му продадете аргументот дека тоа ви е желба за да заштитите вашата сигурност, безбедност, територијален интегритет и така натаму. Сакате прашање од гледач? Ако сте решили, зашто не? Еве, Ана Симоска Фере, редовна гледачка, ме прашува, она е во Франција, од Франција. Вика, Јанко, те молам постави прашање, да речеме, најдат некој компромисно име, да речеме го стават на референдум, истото не се прифати. Што е после планот? Ќе барат друго име уште 20 години. До кога? Нели е поедноставно да се стави на референдум прашање дали сте за менување на името на државата и така ќе си ги имаат однапред одговорот и така натаму да се прекинат преговорите. Во смисла, така конечно ќе добиеме нашата црвена линија, бидејќи ние црвена линија, како што си поставија грците, унисоно не можеме, затоа што имаме различни гледања, нели? Искача еден политичар, кажува вака, ја би постапил, друг ставете ме мене на власт, јас вака ќе постапам, ние не сме за менување на име. Значи, ние не сме унисони, немаме националниот интерес, не ни е дефиниран по името, по прашање на името меѓу партиите. Ова е најклучното прашање. Затоа што по вака битно прашање не смееме да дозволиме никој да може да направи пукнатина, односно поделба во нашата позиција, во нашата национална, во нашата државна позиција. И мислам за тоа и сметам дека е тотално непродуктивно да има било какво размислување кое би водело кон поделба на наша страна. Тоа не смееме да си го дозволиме. И мислам дека од тој аспект се е чиста позицијата, бидејќи постои многу силно заедничко мнение по однос на ова прашање. Ние сме направиле безброј отстапки. Единственото што го бараме во овој случај е таа отстапка на која се има согласено другата страна, односно Република Грција, да го почитува тоа. Но претходно ви спомнав еден аспект кој мислам дека е значаен за тоа како ги гледаме работите, односно дека треба да се ослободиме малку од тежината на минатото и повеќе да се фокусираме на иднината. Ние сакаме да влеземе во семејство, во Унија, во Европската Унија, во која дел ќе биде и Грција. Доколку не се случат некои исклучителни сценарија, за кои мислам дека воопшто немаме интерес да се случат во негативен контекст, ние ќе бидеме дел од таа Европа во која фактички сите земји од нашиот регион ќе бидат дел од неа. Така што, молам? So what? Да. Така што. Што со тоа? Океј, ќе бидат. Да. Така што, мислам дека треба и да гледаме во тој правец. Ние во никој случај немаме направено никаков негативен гест кон Република Грција. Нити агресивен, нити во било кој аспект сме ги загрозиле, нити сме им нанеле некакво зло. I don't care. Дали имате негативен гест спрема националниот идентитет, спрема името, спрема македонскиот народ, спрема македонската историја. Дали имаме ние, вие, сите, не мора да ги судиме сите. Еве, дали имаме ние кон собственото направено негативен гест? Видете, апсолутно. Ова што е случено од аспект на сите отстапки кои ги има прифатена Република Македонија се во некои демократски норми неприфатливи. Сепак, морате да се соочите со тоа дека ние сакаме од оваа позиција, која е реална денес, во која не можеме да го измениме минатото,
да извлечеме најдобрата ситуација за Република Македонија во иднината. Но дали треба уште да ја вртиме, да ја виткаме кичмата? Еве конкретно ме прашав. Народов овие прашања ги разбира. Апсолутно таква работа нити е потребна, нити возможна. Во секој случај, дали меѓународната е веќе посвесна што све сме направиле? Оти ова убаво што го зборите на македонскиот народ, така? Ама ние знаеме. Дали меѓународната веќе знае? Тоа е вашата работа. Токму тоа го правиме и токму заради тоа имате ова ниво на активност и ова ниво на присуство и експонираност на она што го има направено Република Македонија и како Република Македонија гледа иднината. Тој кредит кој го имаме изградено на конструктивна земја, на земја која придонесува кон целите на ова семејство, на земја во која народот гледа благонаклонето и фактички работиме и действуваме во правец на една обединета, мирна и просперитетна Европа, мора да се цени. Зошто Албанија се уште не признава подуставното име? Тоа е прашање кое мора да им го упатите на албанските власти. Мислам дека дали вие сте министер, дали сте им го поставиле? Да. Што одговараат они? Што е нивниот одговор? Во Албанија постои определен страв дека Грција има некој волшебен инструмент со кој може да и направи голема штета. Мислам дека во Албанија нема потреба многу. Оние 2-3 милиона имигранти да добијат клоце евентуално. Грција често се закрнуваше така. Па не мислам дека тоа е некој продуктивен пристап, но во секој случај во Република Албанија постои определена резерва кон тоа какви последици може да има од страна на Грција еден таков гест. Потребно би било и мислам дека би било корисно и би било еден сигнал на движење во вистински правец, но сепак тоа е одлука на албанските власти, а она што го имаме видено во минатото е дека кај нив постои определена резерва по однос на тоа какви ќе бидат последиците од страна на Република Грција. Вашата регионална активност е добро позната. Сте ги посетиле сите соседи и поблиски земји во регионов и така натаму и така натаму. Европа исто така. Каде најчесто патувате? Каде имате патувано други земји надвор од овие што ги спомнав, се извинам да парафразирам. Да, во овој период и со оглед на интензивноста на односите кои ги имавме и потребата да ги интензивираме, да даеме една нова динамика во релациите со сите овие земји, повеќе сме фокусирани на регионот и на Европа. Од надвор од Европа во Соединетите Американски држави и тоа е било тоа. Барем за овој период и во Израел исто така. Дали сте вие оној дел од владата кој е прозападно ориентиран? Затоа што ве немаше во Кина, ве немаше во Индија, а ве нема и во Русија денеска. Зошто не патувате таму? Зошто иде владата таму, а вие како министер за надворешни не сте таму? Дефинитивно имаме и за таму планови и повеќе посети се планирани и ќе се случат. Во овој период имавме една исклучителна околност, а таа беше дека на двете полиња кои се наши одредници, имавме потреба интензивно да ја презентираме македонската приказна. Тоа и го правевме. За Европа и за НАТО. За Европа и за НАТО. Зошто? И тоа беше она што највише го посветивте во вашиот мандат. Апсолутно. Во овој период досега апсолутно фокусот беше на она што ни е најболната точка. Значи не може исполнете да се критериуми, чиста ситуација. Не може да се потврди констатацијата која опозицијата често ја користи дека вие како влада не правите ништо за влез на Македонија во НАТО и во ЕУ. Па за да дадете на таква констатација, кој да ја даде, би требало во изминатиот период да сте на месечината или на некоја друга планета. Не гледам на друг начин како ви дошле до таква констатација. Често сте на пат. Знам дека во Брисел, нели, го користите својот дом затоа што долго живеевте таму и фамилиарно. Кажете ми како министер користите Learjet, А-класа и така натаму, како успевате да стигнете? Сепак кога има, разбирливо е дека луксузот е понекогаш не од неизживување, туку од потреба. Колку го користите луксузот? Не најчесто, практично секогаш патуваме со редовни линии. Понекогаш не се случило да одиме со владиниот авион. Секогаш сум патувал и патувам со оние конекции кои ни се на располагање со економска класа. Тоа е, мислам, и одлука на владата, така што не би можел да кажам дека
има некое луксузирање, но се работи исто така и за лични предиспозиции и убедувања. А што начелно сум секогаш против привилегии. Имам едно силно убедување дека привилегиите не секогаш носат новинарите од Брисел велат дека кога ве пречекуваат со црвени теписи и така натаму, вие користите автобус, идете пешки, влегувате заедно со новинарите, воопшто не ги користите оние ројалити и така натаму, VIP, влезови, ентранси и слично. Се работи за убедување, се работи за пристап. Така сум функционирал во минатото, така функционирам сега и ќе правам се што можам да функционирам така и во иднината. Најчесто голем ризик постои да се одлепите од реалноста, односно да постапувате различно од тоа што ви постапувале во нормални услови, тоа секогаш ве води кон носење на лоши одлуки. За да го задржите тоа, морате да останете секогаш во оние рамки на нормала, да функционирате на нормален начин. И пак да ве вратам на меѓународната политика. Рековте дека овој период бевте ангажирани претежно за ЕУ и за НАТО, додека дел од тимовите на владата одеа на далечниот исток, еве ги сега и во Русија на една многу значајна средба. Сметате ли дека ангажирањето и ова ќе ви биде хендикеп како министер понатаму, затоа што имате испуштено контакти, врски, бидејќи овие се моментите кога се сретнувате на највисоко ниво и така натаму и така натаму. Дали планирате за Кина, дали планирате за Индија, дали планирате за Русија, што планирате и така натаму. Објаснивте дека сте биле заглавени, но плюс и ме интересира, значи на широко ќе ми објасните, затоа и повеќе говорам. Бразил, Аргентина, тоа се исто земји кои се во голем економски подем и развој. Вие до сега теравте политика, а од вашето резиме, вашата биографија стои дека прилично добро и со економијата се разбирате. Некако не сте до крај искористени. Тоа ми е професија. Значи економист сум и не само професија, туку и по убедување. Во тој дел можеби не е толку експонирано, но дефинитивно имаме активности. Тој дел што е повидлив од активностите во економската дипломатија е дома. Работевме доста со македонски фирми за да увидиме начини како можеме да им помогнеме во нивна промоција надвор. Надвор од она што сакаме да промовираме Македонија како дестинација за инвестиции, работиме и на промовирање на македонски фирми кои може да се профилираат на меѓународен пазар. Спомнав претходно, ние сме релативно мал пазар. Мораме на оние покрупни, поконкурентски ориентирани компании да им овозможиме да се надпреваруваат на еден поширок пазар. Тука работиме. Воедно работиме и на промотивни активности и надвор. Мислам дека во изминатиот период покажавме невидена динамика на изнаоѓање и на именување на почесни конзули кои имаат исклучително економски профил и кои работат можеби не на видлив начин, но дефинитивно конкретно на промоција на економските предности на Република Македонија. Воспоставивме една мрежа, работиме дополнително на нејзино проширување. Добро е што го спомнавте Бразил, бидејќи се работи дефинитивно за дел од светот кој не ни е доволно покриен. Латинска Америка не ни е доволно покриена. Таму во моментов значи имаме нерезидентни неколку амбасадори акредитирани во неколку од позначајните земји, но во предстојниот период гледаме да се фокусираме и на тие делови кај што не сме имале никакви релации, а каде што можноста за економска зголемување на интензитетот на економска размена е значаен. Пример, во моментов ќе имаме во текот на оваа седмица ќе имаме посета и консултации на политичко ниво со Мароко. Во тие рамки и во тие консултации помеѓу Министерство за надворешни работи гледаме да ја внесеме и економската димензија, да им овозможиме поголема можност за контакти помеѓу фирми од едната и од другата земја. Ние сме многу фокусирани на регионот и на Европа, но не доволно сме свесни за можностите кои постојат во глобални рамки. Точна беше и констатацијата дека голем дел од економските ресори или министри се присутни на глобална сцена. Секако дека јас давам свој придонес и во тој дел, но морав барем во овој период за сега да ги фокусираме практично сите ресурси на презентирање
на македонската приказна во она што значи НАТО и ЕУ интеграција. И тука мислам дека е значајно што го подигнавме нивото на информираност. Знаете, вие кога сте, не знам, швеѓанец, финец, холандјанец, било што, британец и французи, не е Македонија нешто на што вие прво помислувате. Наутро кога ќе се разбудите и кога го земате вашиот појадок. Значи, некој од Македонија треба да дојде и да ви ја раскаже македонската приказна, да ве привлече на таа приказна, за да може да се надева дека во следните појадоци ќе речете, тоа беа оние, се сеќавам, рекламата, се сеќавам на контактот, се сеќавам на ликот. И тука имаме некоја додадена вредност. Знаете, на почетокот она што беше спомнато, возраст, хендикеп или предност, да, точно е сега. Можеме да кажеме од каде са министри толку млади, ама од друга страна, ретко кој нема да се сети дека Македонија има млади министри. Господине министре, тоа е дополнително. Се е тоа убаво. Имаме чувство и се повеќе преовладува кај дел од народот или поголемиот дел, не знам, тоа некој истражување ке е. Јас како новинар кој сум отворен, водител кој сум отворен со емисијата, често пати ги примам тие реакции. Не се тоа сите, но има многу и се погласни. Дека нашите заложби за ЕУ и за НАТО се залудни. Дека ние само мораме да одглумиме сериозна конструктивност и затоа идеме во Русија, затоа ќе идеме во Бразил, затоа ќе идеме во Кина, затоа што мора да преживееме. Кога, бидејќи едноставно се чувствува еден антагонизам, прво, на непочитување на правото, да се реши проблемот, ирационалниот спор кој Грција го наметнува, они тврдат, еве и вие исто тврдите дека мора за доброто во куќата да они бидат едногласни во одлучувањето. Дајте нонсенс. Ја ви велам дека да беше некоја друга земја во прашањето, ќе беше за 24 сата решено. Така, туку очигледно е дека барем кај народов, еве и мој некој впечаток. Јас сум многу прозападно ориентиран тип и со две раце би потпишал одма влез во ЕУ и во НАТО. Но она што го гледам од ЕУ и од НАТО, навистина, векам, чекај, образ да беше од Ѓон, ќе се излитеше до сега. Навистина многу понижувачка ситуација, навистина имаме чувство, еве, ние како народ имаме чувство, дека, брате, не те сака, неќе да го реши проблемот, ајде бе, тргни ми се од пред очи, иди реши со грчните, па ако го решиш, окей, ако не, голема работа. Каков е вашиот впечаток? Фрустрацијата ја констатиравме и мислам дека ќе се согласиме тука дека е присутна не во иста мера колку кај нас, но во исклучително висока мера. Ако имаше Европа волшебно стапче за решавање на ваков тип на проблеми, прво ќе ја решише должничката криза. Сакам да кажем, ако во Европа можеа да ја принудат Грција на разумно и рационално однесување, ќе ја принудеа прво за домашниот проблем број 1. Кажи ми, Никола. Не за домашниот проблем број 155. Конкретно кажи ми, имаш ли ти како, еве ја не сум на твое место. Да. Ти се сретнуваш со тие луѓе. Да. Имаме ли ние сериозни пријатели или стварно име због тисено преку глава од нас? Thank you and fuck you. Да. Извини на речников. Првото, имаме сериозни пријатели, имаме сериозни поддржувачи. И имаме луѓе што се свесни и во ЕУ и во НАТО. Точно. Што се свесни дека Република Македонија во ЕУ и во НАТО е плюс и за ЕУ и за НАТО. И тоа постои. Да не постоеше тоа, многу покомплицирана ќе не беше ситуацијата. Да не подсетувам сега на разни изјави, ставови и така натаму. Ние она што го гледаме на површината е дали сме или не сме. И тоа ни е изворот на фрустрацијата. Не сме, за жал. Но дека има голема мотивација за да се затвори ова комплетно глупо прашање и да се овозможи Република Македонија да биде во НАТО и во ЕУ, за да можеме двата да си ги ставиме плюсови, да се затвори тоа поглавие, има. И тоа е неоспорно во никој случај. Не може мислам по никој да ми понуди аргументи дека не е тоа така. Што може да направат? Да можеа и да беа во можност да пресудат сами, ќе пресудеа по најклучното прашање.
односно ќе ги седнеа грците и ќе им речат: "Слушајте луѓе, парите, еј, како сте ги потрошиле? Што сте правеле? Како сме дошле до оваа ситуација? Зошто? Треба некој да ги враќа. Како сте се задолжиле? Како сте презентирале резултати за да влезете во еврото прво, знаејќи дека не биле такви резултатите како што сте ги прикажале. Значи, тоа прво би го решиле. Тука не треба некојаш, мислам и дека ние си креираме некоја, ги преценуваме капацитетите на Европа за решавање на проблеми. Тоа е објективно. Ги преценуваме капацитетите на Европа за решавање на проблеми. Ако беше се со решавање на волшебно стапче, ќе решија клучните проблеми, немаше да остават до ова дереже да дое. Второто, аномалии постоеле и постојат. Значи, Европа од самото креирање во 50-тите години имала аномалии. Ама значи, многу аномалии се прикажа и се прекршија преку нас. Ама има безброен, значи многу голем број на обиди претходно да се реализира овој европски проект кои завршиле со пропаст. Политички, воен, ваму, многу други обиди кои не успеале. Успеал овој со економската интеграција. Се прекршиле на нас, да, точно. Јас се согласувам дека најголем број и најтешки се прекршиле на нашиот граб. Ама мораме да видиме, да се обидеме да го погледнеме тоа малку од понадвор. Секој има впечаток дека неговата планина е најтешка. Значи, јас кога разговарам со шпански колега, кога разговараме со пријатели од Шпанија, знаеш што ми викаат? Ми викаат: "Слушај, јас те сваќам и знам колку ти е тешко, затоа што се соочуваш со една многу голема неправда. Не знаеш ние со каква неправда се соочувавме. Нам ни велеа во 70-тите: слушај, вие спасете се од Франко, утре дента ќе станете земја членка на Европската заедница. Франко умре, 11 години поминаа во меѓувреме, ние додека станеме земја членка на Европската заедница. Со сите перипетии и со сите проблеми во меѓувреме кои ги имавме. Ако разговараш со, не знам, со британците, не знаеш ние каков проблем и какви перипетии поминавме низ тоа. Ако разговараш со било кој од поранешниве источни и централни европски држави што беа од оваа страна на железната завеса, ќе ти речат: не знаеш колкави жртви поднесовме ние во процесот на преговори за да доеме до ова дереже во кое сме сега. Така да, тука сликата е дека секому е најтешка планината. Јас се согласувам дека ниедна од тие одстапки кои ги имаат направено тие не е толку суштинска како што е она што сака Грција да ни го наметне нас, да се одречеш самиот од себе. Имаш многу верба во ЕУ. Народов нема толку. Сметаш ли дека ќе може да ја надминат оваа криза? Дека ЕУ има иднина и дека ваква како ваква под централизација на Франција и особено Германија, она може да генерира демократија и добар пазар. Ова е тест на издржливост. Значи, Шопенхауер да го цитирам или Тачер го има повторено. Шопенхауер, одлично. Ако не те убива, ако не те убие, те прави посилен. За Европа е ова тестот. Во моментов Европа се наоѓа на еден сериозен тест. Што значи, ако умре Европа после ова, ние да им благодариме на грците што не пуштија? Не мислам дека ќе умре Европа после ова. Јас мислам дека Европа од ова ќе излезе посилна. Земи го и најцрното сценарио. Да дојде до банкрот на една земја членка во еврозоната. Пример Грција. Добро. Сценарио кое не е невозможно. Според многу проценки и доста веројатно. Добро. За Европа што представува тоа? Не е трагедија. Ама тука е Шпанија, тука е Италија, тука е Ирска, тука е Португалија. Трагедијата е на следното ниво. Трагедијата е колку може да се издржи таков удар. Грција е помалку од 2% од бруто домашен производ на Европска унија, така што Грција од економски аспект е ништо. Гола вода. Буквално. Значи, често ја правам таа споредба кога разговараме во регионален контекст и колку е важно југоисточна Европа, обединување, интеграција и ваму таму. Сите земји, ако ги земеш под реката Дунав, надолу, значи тука е цела поранешна Југославија, Албанија, Романија, Бугарија и Грција, цел овој пакет, заедно има бруто домашен производ колку Белгија. 10 милионска земја со површина малку поголема од Република Македонија. Тоа е она што гледа инвестиционен банкар во било кој центар на светот. Кој ќе ги побара податоците да му се дадат и да, нели, да донесе заклучок. Тоа е значи тежината на определен регион. И
тука, онака исто како што ги преценуваме капацитетите некогаш за решавање на проблеми во Европа, исто така може и да прецениме значењето на определен регион во глобални рамки. Сепак, јас сум убеден дека Европа од ова ќе преживее веројатно многу големи трауми, но ќе излезе посилно. И ќе повторам уште еднаш дека не може никој да оспори дека Европската Унија е најуспешен проект за мир, стабилност и просперитет на овој дел од светов во најдолг временски период. 60 години е тоа. Значи 60 години, не треба да забораваме од кај почнала во 50-тите години таа Европа. На овој дел од светот, иначе најуспешен проект се Соединетите Американски држави. Тука можеме да имаме различни аршини и може да разговараме многу заради тоа, зашто тука може да ја префрлиме приказната на квалитет на живење. И јас ќе се согласам, да, мир и просперитет и така натаму, но ако ги земете сите индикатори за квалитет на живење во светот, она што го нуди во Европа е се уште ненадминато. Можеби тука лежи и причината на сериозноста на проблемите што кои се соочува Европа денес, затоа што премногу комфорен живот во премногу долг временски период ствара лежерност и опуштање. И тоа е клучниот проблем за намалена конкурентност во Европа денес. Тука лежи. До 2010 имаше една стратегија по која работеше. Што ќе ја поттикне низе економски, ај сега сакав да го завршам муаветов, ама ме влече за јазик. Што ќе ја поттикне? Само увоз на ефтина работна сила која ќе биде доволно мотивирачка да излезе од летаргијата. Европјаните веќе не се креативни, не се продуктивни како што беа. Тоа се сега турците, тоа се арапите, тоа е исламскиот свет која нели населува се повеќе и повеќе Европа. Што е нејзиниот концепт? Европа стана зависна од рускиот газ. Еве го видо на насловна страна, Груевски ќе гасифицира Македонија. Еден од најубавите насловни страни утрешните нова Македонија го донесува. Токму клучната работа она што е во економијата. Извор на енергија од каде ќе го имаш. Добре, енергијата е клучен параметар и за иден развој. Мислам дека во иднина многу земји ќе се развиваат зависно од тоа колку ќе обезбедат влез на енергија во своји граници, така што ние треба да многу е комплексен проблемот. Не, за жал треба да те навлечам на тема која е многу поширока и покомплексна, сепак си овде како министер за надворешни работи, но еве завршниот збор како сакаш твое и ќе завршиме емисијата. И добро е што е на оваа тема, затоа што надворешната политика денес во најголем дел е врзана со економијата. Фала Богу, не со дипломатија за подпишување примирија. Наздравувам за тоа. За завршувањето на примиријата мислам дека го затворивме тоа поглавје и дека веќе можеме да размислуваме само за што да направиме во мирнодопски услови, да не се занимаваме повеќе со примирија, бидејќи примирија подразбираат и немање мир. А мислам дека тоа треба да го ставиме на минатото. За Република Македонија во иднина клучно ќе биде тоа. И во делот на надворешната политика, колку ќе бидеме успешни да интегрираме Македонија во еден поширок пазар кој е европскиот пазар. Тој европски пазар, зборувам за заедничкиот пазар на Европската Унија, е дел од светскиот пазар. И денес не можеме ние да се изолираме од глобалните трендови. Затоа е многу битно исто толку економски активности колку што имаме со нашите соседи, колку што имаме со другите европски држави, да градиме и со други растечки економии во светот. Не треба да запоставиме и фактот дека во оној момент додека има криза во еден дел од светот, во друг дел од светот постојат можности и постои раст. Ние треба на тоа да се фокусираме. За тоа многумина ќе речат дека не е пресудно да речеме членството во НАТО и во ЕУ. Ако размислуваме за странски директни инвестиции, најголем дел странски директни инвестиции не се случуваат во земји членки на НАТО и на ЕУ, се случуваат во земји кои не се ниту членки на НАТО, ниту членки на ЕУ. За нас, ние таму кај што сме, битно е да бидеме дел од тој европски пазар. Земјите членки на НАТО и ЕУ имаат најголем економски развој. Така или немаат баш? Раст немаат, бидејќи во овој период се случува една редистрибуција на богатството, да речеме, каде што Кина, Индија го зголемуваат уделот во светската економија, а
Европа, Америка стагнираат или се намалуваат, бидејќи стапката на раст во овие економии, значи Кина, Индија, Бразил и така натаму е многу повисока. Но сепак разликата во просечно ниво на богатство е доста покомотна на западот. Ако Европа не успее во следниот период да се трансформира и да се динамизира, природно ќе дојде до тоа да стане маргина, односно периферија на светските токови. Република Македонија има интерес тоа да не се случи. И затоа Република Македонија треба да работи во правец на развивање на еден поширок европски пазар, подинамичен, поконкурентен. Ние треба исто така да градиме релации во глобални рамки, бидејќи денес... Малку ми е смешно кога ги спомна сега GDP-то на Европа за овој регион, дека сме цел регион колку Белгија, како можеме ние да учествуваме? Сепак се Франција и Германија и Британија кои ќе го профилираат пазарот во Европа и они се централизираат и така натаму. Да ти кажам уште еден податок што исто така ќе ти каже дека работите се менуваат, дека не е нешто постојано. Истата таа Белгија на почетокот на 20 век, значи за време на Илинденското остание, била четврта најголема економија во светот. Белгија била четврта најголема економија во светот. Поседувала огромни колонии во Африка, генерирала ненормално богатство. Денес не е веќе таква ситуација. Денес не може да едва ја одржува државата. Поделена помеѓу фламанци и фландрици. Сепак е доста просперитетна држава и сепак е многу атрактивна дестинација. Многу странски После 2 години успеа влада да направат, окей, добро. Многу странски директни инвестиции одат токму во Белгија. Не е случајно. Има добра бизнис клима и е доста конкурентски ориентирана економија. Ако гледаш од аспект на Индија или на Кина, ова што се случува сега е враќање кон нормала. Индија и Кина гледаат дека ако земеш минатите, не знам, 2000 години, во 90 или еве да речеме во повеќе од 3/4 од времето, Индија и Кина биле повеќе од половина од светското богатство. Значи, она што се случило во изминатите години е некако нарушување на тој некаков баланс. Знаел Ганди зошто се бори. Има сепак логика во тоа. Да се вратам на нашата приказна. Ние имаме интерес да се развиваме и да се развиваме во тие услови во кои ќе имаме најдобра клима, да имаме мир, просперитет и стабилност. А тоа е во рамки на НАТО и на Европската унија. Многумина го гледаат тоа и како хендикеп, особено во двете семејства, односно во НАТО и во ЕУ, затоа што велат. Вие и онака се однесувате како НАТО земја членка, вие и онака ги исполнувате сите критериуми како да сте дел од Европската унија, вашата економија е исто така интегрирана во Европската унија на исто ниво како сите земји членки, нема зошто да се грижиме. Ние треба да работиме да продолжиме така да се однесуваме, но и да го привлечеме нивното внимание да се затвори ова поглавие и конечно ние, како и сите останати земји од регионот, да бидат внатре интегрирани во Европската унија. Тоа е најдобриот рецепт за нашиот успех. И ние треба исто толку да се бориме колку што се бориме за нас, за и останатите земји од регионот да одат во тој правец и да бидеме дел од тоа пошироко семејство. Само така ќе имаме една попросперитетна, помирна и поубава иднина. Господин министре, ви благодарам за долгото и исцрпно интервју и што во вашата набиена агенда најдовте време да посветите овдека на емисијата и на нашите гледачи. Ви благодарам и ви посакувам успешна работа. Благодарам многу на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се.